Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Нормализиран е железничкиот сообраќај на граничниот премин Табановце. Стручните екипи го санирале дефектот и спречиле понатамошно испуштање на плин на вагонотоварен воз кој влегол од Србија во Македонија. Железничкиот сообраќај на железничката станица на граничниот премин Табановце по 13:30 часот е нормализиран, откако стручните екипи го санирале дефектот на вагонот од кој стекувал плин, соопштија денеска надлежните од железничката станица на граничниот премин Табановце. Причина за прекинот на железничкиот сообраќај на тој дел од пругата е тоа што на железничката станица Табановце од Србија во Македонија влегол товарен воз со композиција од 16 вагони, од кои 6 вагони биле цистерни со природен газ. Од едниот вагон забележано било дека испушта газ, со што била загрозена безбедноста. Како што објаснија од македонски железници, следен е протоколот и упатствата за решавање на вакви ситуации, кога во товарниот сообраќај се пренесуваат запалливи или опасни материи. Поради безбедноста, додека траела санацијата на дефектот, просторот го обезбедувале Министерството за внатрешни работи, Армијата на Република Македонија и противпожарната единица. Во вакви случаи тоа е редовна процедура, бидејќи само од една искра може да настане проблем со несогледливи последици, објаснуваат од железничката станица Табановце. По завршување на санацијата на дефектот, товарниот воз кој влегол од Србија продолжил да се движи кон Трубарево, каде што и првично се упатил. Мигрант е тешко повреден во Тепачка со негови сонародници во Липковското село Вакцинце. Надлежните превземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Во Липковското село Вакцинце мигрант е тешко повреден во Тепачка со негови сонародници. СР, 25 годишен, од Пакистан, се здобил со повреди на десната страна од градниот кош, нанесени со остар предмет, пошто како итен случај е препратен во ургентниот центар во Скопје. Инцидентот се случил кога 15 непознати лица, најверојатно мигранти, се степале во селото. Случајот бил пријавен во полициската станица во Матече, а брзо потоа од Кумановската болница се јавиле дека на хируршкото одделение донесен повреден маж. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од СВР Куманово. Се превземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Се полнат со вода базените на резервоарот во местноста Кула над населбата Скрљава во општина Крива Паланка, со што трајно ќе биде решен проблемот со водоснабдувањето на високите зони на левиот брег на Крива Паланка. Активностите од проектот водоснабдување на висока зона Лев брег привршуваат со целосната изградба на објектот на резервоарот во населбата Скрљава. Главниот доводен цевковод е завршен, подготвени се 7 приклучни точки, а во моментов се полна двата базена на резервоарот, секој по 175 метри кубни за фатнина и преостанува цевките да се поврзат со приклучните станици, за да може водата да стигне до корисниците. Со ова завршување на резерварот и на проектот Висока зона Лев брег, може да кажеме дека Крива Паланка веќе нема да има проблеми со водоснабдување, односно високите зони на Крива Паланка веќе ќе заборават на она што беше проблеми со водата. Ова е еден исклучително важен и стратешки проект за нашата општина и јас навистина се гордам што го завршуваме баш во времето кога јас сум градоначалник и во времето на мојот мандат. Ова беше едно од моите предизборни ветувања на граѓаните на Крива Паланка. Овој проект се заговара можеби повеќе од 20 години, па и 30. Проблемот на граѓаните од високите зони со водоснабдување беше голем, еве го надминуваме ова. Проектот опфаќа примерна мрежа во должина од 2890 метри, со капацитет од 350 кубни метри и секундарна мрежа со 7 крака во должина од 2480 метри. Изведувач на работите беше јавното предпријатие Комуналец, субјектот кој што ќе стопанисува со водоводот во иднина. Прво сум задоволен као директор на ЕПА Комуналец со тоа што ќе бидат решени, да не речам, скоро сите проблеми со водоснабдувањето во Крива Паланка, поготово високата зона, одека со овој водоводен систем се опфатени буквално целиот лев брег на Крива Паланка, каде што ќе бидат имплементирани во текот на оваа година, значи до септември некаде ќе бидат завршени сите активности околу поврзувањето со градот. Значи ова ќе си функционира нон-стоп, водоснабдувањето ќе биде на високите зони континуирано од овој резервар, а другото задоволство од страната е тоа што ние као ЈП Комуналец сме и као подизведувачи, така да ние направивме еден објект кој што
е неприкосновен, бидејќи тој објект ќе остане и во понатомошна одржување на ЈП Комуналец, така да со сите стандарди задоволени се сите стандарди на градба. Проектот водоснабдување на висока зона Лев брег се реализира со финансии од 23 милиони денари преку владата и Министерството за транспорт и врски, а градбата отпочна на 8 октомври 2015 година. Дополнителна придобивка при реализацијата на проектот е пешачката патека во шумскиот предел од трасата на цевководот, која ќе биде хортикултурно уредена, со урбана опрема, фонтани, чешми со вода за пиење и клупи за одмор. По повод Светскиот ден за заштита и унапредување на животната средина, 5 јуни, кумановски акцијаши заедно со својот волонтерски сервис започнува со низа акции за уредување на зелени јавни површини на територија на општина Куманово. Кумановски акцијаши со своите млади волонтери на 28 мај сабота со почеток во 10 часот ќе изведат еколошка акција Јас волонтирам, волонтира и ти за уредување на зелената површина кај основното училиште Толи Зордомис во Куманово. Во акцијата ќе учествуваат младите волонтери од приватно училиште за странски јазици, средно земјоделско училиште Киро Бурнас, волонтерите од основното училиште Толи Зордомис, со нивните родители и акцијаши ветерани. Во акцијата добре дојден е секој граѓанин кој сака да го даде својот придонес во развивањето на еколошката свест и култура. Предвидено е уредување на училишни дворови од каде нешто ни доаѓаат менторите, а за таа акција на 28 називот е Јас волонтирам, волонтери и ти. Фактички нашите млади волонтери ќе ги анимират родителите за да се вклучат и тие. Потоа имаме на 4 и на 5 јуни исто така акција, тоа е едната ќе биде на улица Фетка Наскова, другата на Тоде Думба. И до крајот на јуни предвидени се уште 4 акции за истите површини, каде што малтене ќе обработиме некаде околу 1500 метри квадратни. Претходно, кумановски акцијаши заедно со жителите на булевар Октомвриска револуција во стамбениот објект 25 на 22 мај изведе еколошка акција за уредување на зелената површина која се наоѓа пред зградата. Ова е прва од низата акции кои ќе се реализираат до крајот на овој месец и во текот на јуни. Во селото Студена Бара се освети црквата посветена на Мајка Пресвета Богородица. Станува збор за стара црква која од 2007 година е во фаза на реновирање со средства собрани од самите тамошни жители. Митрополитот Кумановско-Соговски Јосиф Лешачки во сослужение на повеќе свештеници изврши евангелисување на храмот посветен на Мајка Пресвета Богородица во селото Студена Бара. Да го спомне Господ Бог во царството Своем, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Блаженнейшиот архиепископ на Отцу и Сину и Святому Духу и присно и во веки веков. Амин. Станува збор за стара црква која датира од 1926 година, а која од 2007 година започна да се реновира со средства собрани од самите тамошни жители. Црквата се наоѓа кај селските гробишта. Сега обновена со донација од населено место од кои има донира, али повеќе фрески имаме од жителите на село Студена Бара. Ние ја почнеме дека стара беше падаше и да обновиме. Бевме до МПЦ во Куманово, прашаме дали може да обновиме. Они кажа може со ваши средства, значи им донација не даат они. И ние се собравме во село Студена Бара, правевме еден разговор со жителите на село Студена Бара и учествуваа сите тука. После тражиме тој што е сликарите дали ќе можат да ги прават тие фрески тие таму и се договориме и дојде. Била затрупана, па отрупувана, па така турско време може да е било. Голем број на верници беа присутни на овој свечен чин, кои дојдоа да се помолат за здравје, среќа, мир и берекет, пред се за себе и за своите најблиски. Посветувањето верниците присапија на свечен ручек.
Во уметничката галерија на локалната установа Градски музеј Открива Паланка отворена е изложба на фотографии Кокино мистичен шепот низ вечноста на Љупчо Илиевски. На 26 фотографии од 50-тина кои тој ги создал во оваа мегалитска обсерваторија, публиката може одблизу да се запознае со едно од најстарите астрономски локалитети на планетата Земја. Откако со оваа изложба неколку години Илиевски се представи по светот, неговите дела се вратија во Македонија за да се прикажат и пред домашната јавност. Авторот Илиевски започнал да го фотографира Кокино во 2002-та, кога се нашол во дилема како на јавноста да ја представи ова историска големина. Вели дека фотографиите ги работел во период од 8 години, колку време се вложил во регистрирањето на големината на локалитетот Кокино. Илиевски, третирајќи ја фотографијата како уметност и користејќи ги можностите на фотографијата како медиум, создава прекрасни дела од исклучителен простор и ја раскажува приказната за местото каде предисториските цивилизации карпите ги користеле како обсерваторија. Кокино само по себе оддалечено е од Скопје, колку што и вие од вас е оддалечено, значи отприлика 75 километри од Скопје и од Открива Паланка. Неговата повеќеслојна убавина доаѓа до израз. Значи снимано е во сите можни мигови, и на денот и на ноќта, меѓутоа и на годишните времења. Небеските тела, меѓутоа пред се јас сакам да ја покажам неговата убавина од уметничка страна. Илиевски спаѓа во редот на најистакнатите македонски фотографи. Припадник е на средната генерација фотографи која што негува специфичен уметнички стил и силен авторски печат. Оваа изложба не беше направена за еднократна употреба, се покажа тој и се докажа, затоа што веќе 7 година живее и патува ни светот, значи беше во Италија, се представивне во Словенија, се представивне во Србија, оваа година треба да оди за Германија и за Бугарија. Со самото тоа се истакнува локалитетот, но не е само тоа доволно. Иако државата овие 3 години Кокино го форсира како македонски бренд, тие од една страна, јас од друга страна, и не е само тоа прашање. Направени се и 2 марки кои шетаат низ светот, а марките сами по себе се одлични за прикажување на култура. Изложбата ќе остане во аналите на македонската фотографија, пред се во трезорот на македонската култура. Без подршка авторот открива една вредност на светски димензии. Таа е споменик на неговите колеги од астрономското друштво, рече Александар Кондев, фотограф. Отворајќи изложбата за чие што гостување во Крива Паланка, се потруди и дирекцијата за култура и уметност на град Скопје. Кривопаланчани ќе имат можност да ги видат 26 изборно 26 фотографии од на некој начин циклусот Кокино мистичен шепот низ вечноста на авторот Љупчо Илиевски. На задоволство на кривопаланчани изложбата ќе биде повеќе од 1 месец представена, значи дури до почетокот на месец јули, така да ќе имат можност да љубителите на фотографиите, љубителите на уметноста да ги видат сите овие фотографии. Илиевски е единствениот фотограф од Македонија чии што дела за мегалитската обсерваторија Кокино се објавени во престижното специјализирано списание за фотографија National Geographic. Уставниот суд денеска донесе едногласна одлука со која се поништуваат одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија од јануари 2016 година и одлуката за изменување на одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија од февруари 2016 година. Уставниот суд донесе одлука за поништување на одлуките за распуштање на Собранието. Според судот, одложеното дејство на одлуките е главниот аргумент за оспорување, односно поништување на одлуката за распуштање на Собранието. Судот оцени дека не може да се носи одлука за распуштање на Собранието со одложено дејство, бидејќи тоа е спротивно на Уставот на Република Македонија. На седницата пред една недела судот изрази сомневање за одлуката и едногласно одлучи да поведе постапка по иницијативата на пратеникот Талат Џафери од ДУИ за оценување на уставноста. При тоа уставните судии донесоа и времена мерка со која се запираат сите изборни дејства. Парламентот истиот ден на 18 мај одржа седница на која беа направени повеќе измени и дополнување на закони, меѓу кои на изборниот законник, со што беа одложени изборите закажани за 5 јуни. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавување во службен весник на Република Македонија, односно во првиот нареден број.
До сега 100 апликации од средните училишта пристигнале во Министерството за образование за финансирање проекти за поврзување со бизнис заедницата за унапредување на практичната настава и вештините за поедноставно вработување на учениците. Проекти пристигнале од 41 средно стручно училиште во соработка со партнер компанија, аплицирале за добивање дел од вкупно предвидените 700.000 евра за грант програмата поддржана од Светската банка. Сите доставени апликации од проектот за развој на вештини и поддршка на иновации ќе бидат разгледани од посебна комисија во која членуваат представници на Министерството и на стопанските комори. Комисијата ќе донесе одлука во наредните 2 месеци. За секој поединечен проект училиштата ќе може да добијат од 5 до 20.000 евра во зависност од проектот. Крајната цел на овој проект е да им се помогне на учениците од стручното образование од дефицитарните струки, да развијат практични вештини и да имаат полесен пристап на пазарот на трудот. Оваа програма обезбедува бенефиции првенствено за учениците, но значајна е и придобивката за компаниите кои секако добро подготвените ученици или учениците во кои гледаат добар потенцијал би можеле понатаму да ги задржат на одредени работни позиции. Тоа значи придобивка за целокупната економија и пазар на трудот во земјата, изјави Спиро Ристовски, заменик министер за образование и наука. Преку програмата, стручните училишта може да добијат неколку типа грантови, односно можности за финансирање на проекти за реализација на практична настава во склоп на училиштата за кампови за техничка обука за време на летен распуст, курсеви за практична обука во училиштата, проекти за реализација на практична настава во компаниите, директно на работното место, проекти за основање на реални училишни компании. Сите средни училишта биле опфатени со обуки на Министерството заради правилна подготовка на апликација и неизино навремено поднесување. Надлежните се задоволни од првиот оглас, најавуваат дека грант програмата ќе продолжи да се спроведува и наредната година, а интересот очекуваат да се зголеми. Министрите од еврозоната постигнаат договор за помош за Грција. Индепендент соопшти дека Косово е пето во светот по придонесот за исламска држава. 10 мина убиени при бомбашки напад во предградие на Кабул. Ова се вестите од светот за денеска. Министрите за финансија од еврозоната рано утринава постигнаат договор што на Грција ќе ја дозволи пристап до нова транша од спасувачката финансиска помош, информираат дипломати. Детали за договорот до кој се дојде по 11 часовни тензични преговори во Брисел не беа веднаш соопштени, но тој во себе ги вклучи напредокот за особено деликатното прашање за олеснување на грчкиот долг, забележа ДПА. Министрите се договорија со Грција и Меѓународниот монетарен фонд за спогодба што ќе одговори на молбите на Атина за олеснување на долгот, информира францускиот министер за финансии Мишел Сапен. Оваа спогодба е акт на доверба кон денешна Грција, рече тој пред репортерите во Брисел во раните утрински часови. Сапен меѓутоа не откри детали од спогодбата, но подлече дека таа е сеопфатна и вклучува краткорочни, еднорочни и долгорочни мерки. Еврогрупата ја потврди својата намера да спроведе реконструирање на дел од грчкиот долг. Таа се спогоди да го оцени нивото на одржливост на долгот врз основа на основното сценарио во кое потребите на Грција за финансиска помош ќе представуваат до 20% од нејзиното БДП по завршување на програмата за макрофинансиска помош во 2018-та. Косово е на петото место на списокот на земјите од каде најмногу лица заминале да се борат на страната на терористичката исламска држава. Ова произлегува од статистиката од 2015 година на Индепендент. Индепендент објави статистика околу учеството на странци кои војуваат на страната на исламската држава, подредувајќи го Косово на петото место со 83 борци. Прв е Јордан со 315, втор Тунис со 280, Саудиска Арабија со 107, четврта е Босна и Херцеговина со 92 лица кои ја напуштиле земјата да се борат на страната на исламската држава во Сирија и Ирак, пишуваат косовските медиуми. Албанија на седмото место со 46 своји граѓани кои се борат на страната на исламската држава, додека земјите од каде има најмалку државјани на боиштата во Сирија и Ирак се Кувејт со 23 и Франција со 18. Најмалку 10 лица денеска беа убиени, а тројца ранети при напад на бомбаш самоубиец во предградието на афганистанската престолнина Кабул, пренесе ТАСС, повикувајќи се на локалната телевизија Толо Њус. Нападот бил извршен во местноста Пагман, кој што се наоѓа на неколку километри западно од Кабул. Бомбашот самоубиец се разнел во автобус кој што превезувал група правници, соопшти Афганистанското министерство за внатрешни работи. До овој момент никој не ја презеде одговорноста за нападот кој што всушност е извршен на денот кога талибанците официјално потврдија дека нивниот лидер Мула Ахтар Мансур бил убиен при напад на американската авијација. Тие меѓу другото објавија дека негов наследник ќе биде Хајбатула Ахунзада.
Во четвртиот надпревар од финалната пресметка, кошаркарите на Куманово доживеа убедлив пораз од МЗТ со 91-73. Надпреварот беше решен во последната четвртина, кога МЗТ се стекна со голема предност, која на крајот се покажа како недостижна за кумановци. Кошаркарите на Куманово на прагот се да ја загубат финалната серија против шампионот, откако убедливо беа поразени во Скопје. Што се однесува до надпреварот, избраниците на Србиновски во првото полувреме беа достоен ривал и не му дозволи на домаќинот да се стекне со убедлива предност. Во тој период од мечот екипата добро функционираше и даваше надеж дека во вториот дел можно е Куманово да направи изненадување. Продолжението иста приказна, МЗТ имаше постојано водство, но Куманово не дозволуваше да се одлепи и ја чекаше шансата во финишот. Меѓутоа, кога беше најпотребно во последната четвртина, Куманово одигра очено со многу грешки, а МЗТ ги искористи сите слабости и заслужено на крајот славеше убедлива победа. Кај домаќинот изворена партија прикажа Мијатовиќ со учинок од 18 поени и 15 скока, како и шутерски расположениот Дамјан Стојановски со 19 поени. Кај Куманово Костовски беше на нивото со 17 поени, а Трајковски уфрли 13, како и Симоновски со 12 коша. Следниот направот, финалната серија на програмата е во петок во Куманово пред преполни трибини. Екипата на Оклахома се наоѓа на чекор до пласман во големото финале, откако поведе со 3-1 во серијата против шампионот Голден Стейт. Во приложение блокот информации од Меѓународен спорт. Иако Golden State Warriors имаше изворена регуларна сезона, но како што стојат работите, актуелниот шампион многу тешко ќе стигне до финалето за да може да ја брани титулата. Во четвртиот напред против Оклахома, избраниците на Стив Кер беа декласирани. Синоќешниот дуел заврши со нова убедлива победа на Оклахома 114-98, со што сега имаат водство од 3-1 и се наоѓаат на работ на сензационален пласман во финалето. Откако претходно го совладаа Сан Антонио, кошаркарите на Оклахома продолжија со одличните настапи и во оваа финална серија од Западот. Последниот напревар го добија пред се благодарение на изворениот напад во првото полувреме, кога за 24 минути постигнаа дури 72 поени. Стеф Кари и другите не успеа да се вратат, па сега се наоѓаат на работна елиминација, свесни дека ќе мора да слават на 3 меча во низа, во спротивно сезоната ќе биде оценета како неуспешна, без оглед на историскиот скор во регуларниот дел. Расел Весбург повторно беше незапирлив, остварувајќи трипл-дабл, 36 поени, 11 скока и 11 асистенции, додека Кевин Дурант го заврши мечот со 26 поени. Томпсон беше прв стрелец на Голден Стейт со 26 коша, додека Стеф Кари постигна 19, но со очен шут од поле 6 од 20. Капитенот на Милан Рикардо Монтоливо го продолжи договорот со росонерите за дополнителни 3 години. Оваа вест е потврдена и на официјалната страна на клубот. Покрај него и Лука Антонели и Давиде Калабрија потпишаа нови договори со важност до јуни 2019 година. Монтоливо дојде на Сан Сиро од Фиорентина пред 4 сезони и досега одигра вкупно 119 напревари, постигнувајќи 7 гола во дресот на Милан. Сепак, фановите на клубот не го прифатија најдобро и тој многу често е цел на свирежи од трибините, но раководството верува во неговите квалитети и му понуди нова 3-годишна соработка. Голманот на Мајнц Лорис Кариус е новиот член на Ливерпул, а оваа информација официјално беше потврдена на сајтот на клубот. Клубот од Енфилд за трансфер на германскиот голман плати околу 5 милиони евра. Кариус ќе стане трето засилување на Ливерпул за наредната сезона, покрај Марко Груиќ и Жоел Матип од Шалке. 22 годишниот голман мината сезона во германското првенство одигра вкупно 34 напревари, а прими 42 гола. Се очекува во наредниот период Ливерпул уште повеќе да ја засили екипата за првенството, бидејќи следната сезона нема да настапува во европските купови. Времето во Македонија сончево со мала до умерена облачност и со умерен до заселен ветер, претежно од северозападен правец.
Со информацијата за времето го заокружуваме овој информативен блок. Имајте пријатно попладне.